Добро утро, Македонија. Добро утро, колеги. И уште малце ќе почнат и контактните емисии. Телевизиите, па можеби ќе ја гледа некој. Трае, да. Траеме ние. Издржливи сме. Во изминативе 18, повеќе од 18 часа веќе, интензивно разговараме, дебатираме, дискутираме за скандалозниот предлог закон за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол, за кој што скоро сите колеги пред мене веќе кажа дека е неуставен, скандалозен, не му е тука местото. Навистина, после 18 часа и после ниту еден говор од пратениците, припадници на власта, ние не слушнавме. И јас навистина не знам како вие мислите дека нас ќе не убедите да гласаме за овој предлог закон, кога ниту еден колега од власта, од мнозинството не убеди, не се ни обиде да не убеди во тоа. А ние пак напротив дадовме навистина силни аргументи од експерти од сите области, а она што јас најмногу го почитувам е од областа на правото, кој што ни кажа дека ова е навистина неуставно. Но јас нема да зборувам за тоа, бидејќи мислам дека до сега многу убаво се образложи таа тема. Јас само ќе зборам за скандалозната сума од скоро 33 милиони евра, кои што во превод се 2 милиарди 25 милиони 427 милијади и 320 денари македонски 329 македонски денари. И сега јас доаѓам од секторот наука и сакам да направам една компарација тука, дека за 2021 година оваа власт има издвоено за наука, значи за целиот сектор наука, има издвоено 447 милиони 817 илјади денари. Во превод тоа е 7 милиони 246 илјади 229 евра. Што значи дека владата за 2021 година издвојува повеќе од 4,5 пати помалку пари за секторот за наука од оваа скандалозна сума на 33 милиони евра кои што ќе се дадат на МАК Петрол, односно телевизија Телма. Што се може да се направи, колеги и почитувана македонска јавност, за оваа сума од 33 милиони евра? Повторно ќе кажам, јас доаѓам од науката и гледам во науката како еден од најголемите и најважните постулати, столбови врз кои што се темели едно општество и врз кои се темели развојот на нашите деца, а значи на нашата иднина, бидејќи, почитувана јавност, колеги присутни, науката е основата. Значи, без наука нема образование, без образование нема општество, значи нема држава. Сте биле веројатно сите, значи сите завршивме факултети тука и си ја знаеме состојбата на нашите факултети. Знаеме дека имаме проблем со наставен кадар. Знаеме дека имаме многу голем проблем со високото образование и сега се гледа и со оваа најавена реформа дека не е направена соодветна анализа, меѓутоа проблемот за вакво интегрирано образование ќе се најде пред се во наставничкиот кадар. За да имаме добар наставнички кадар, ни требаат добри образовни помагала. За да имаме добри образовни помагала, ни треба добра научно-истражувачка дејност. Сега, 33 милиони, значи 4,5 пати повеќе дадено за МАК Петрол, за телевизија Телма, отколку што е дадено за наука за цела, значи за 2021 година. Значи, овие 33 милиони може да се употребат за опремување на опреми, на лаборатории, на природно-математичкиот факултет, чии што згради се распаѓаат, бидејќи се постари од 70, ако не и повеќе години, каде што студентите учат на дрвени постулати за епрувети, значи лаборатории на факултети, лаборатории основни и во средни училишта, кои што се клучно потребни за едно вакво интегрирано образование, како што вие најавувате без никаква анализа.
учебни помагала, помош на професорите да се усовршуваат и да се представуваат на меѓународни конференции. Тоа е голем проблем исто така во Македонија. Сето тоа е заради исклучително малиот буџет за наука кој што изнесува 0,1% од целиот буџет, а именно вие, значи оваа влада ветуваше зголемување на буџетот на наука. Дупло зголемување најмалку што во првата година, а тоа не го видовме. Значи тоа не го видовме, но 30 милиони евра за Мак Петров. Во ред. Каде се друго може да се дадат овие пари да бидат корисни за општеството, да бидат корисни за граѓаните и за нашите деца и за нашата иднина и за одржлив развој на нашата земја која што очигледно тоне. Јас пред неколку година токму од оваа говорница кажав, ние не блескаме, ние згаснуваме, бидејќи ни згаснува науката, бидејќи ни згаснува образованието. Значи, не ви ја разбирам логиката дека ова го оправдувате, навистина не ја разбирам. Помалку пари се дадени за животна средина, значи овие пари може да се употребат за екологија, може да се употребат за намалување на загадувањето. Овие денови сме сведоци дека во Скопје не се дишеше. Тоа е се од загадување. Да не зборувам, бидејќи доаѓам и од областа на културата, што се можеше да се направи во културата за овие средства. Значи многу. Министерката за култура најави дека за време на ковид културата може да се одржува бидејќи имаме ние технички помагала, но владата за буџетот во 2021 година за култура одлучи да не даде средства за опрема, а со овие 33 милиони евра ги може да се купи опрема, да се дигитализира целото културно наследство на Македонија, и материјално и нематеријално, и да биде нашата лична карта, и да биде нашиот извор преку кој што ние на нашите деца, преку образовниот систем во ваква дигитална форма, ќе им ја прикажеме убавината на Македонија. Значи, на тоа културно наследство. Тажна е оваа приказна. Јас не се убедив, бидејќи никој од вас ниту се ни обида да не убеди нас во исправноста на оваа одлука. Тоа е уште пострашно, почитувана македонска јавност. Бидејќи тие кои што го поддржуваат законот не се осмелија да ни објаснат зошто ние треба да го поддржиме овој закон. И како да го поддржиме? И со која доверба? И на кој начин? Кој како? Ке биде на ваша свест како ќе гласате. Бидејќи јас не знам, со оглед на тоа дека вие не земавте ниту еднаш збор, јас веќе не верувам дека вие сте убедени во исправноста на овој предлог закон. Но вие си знаете. Ке завршам со една желба. Колешката пред неколку говори пред мене го спомна семејството Медичи, кое што било озлогласено, да, но од друга страна да не заборавиме дека семејството Медичи било покровител на едни од најголемите уметнички творби во светот, во светската цивилизација. Верувам дека сите знаете Систинска капела. И сега има уште едно семејство во нашата држава, кое што се однесува малце така како семејството Медичи, меѓутоа тоа семејство очигледно нити вложува во наука, нити вложува во култура, и се плашам дека нема да биде запаметено како што се запаметени и семејството Медичи по нивната Систинска капела. Знаете, 5 часот и 40 минути скоро, че почнува новиот ден, ќе изгрее сонцето, ќе зазори зората. Народот вели, утрото е помудро од ноќта. И јас навистина се надевам дека вие ќе бидете помудри и ќе разберете зошто ние се јавивме толку многу за збор и се обидуваме да ви објасниме и на вам, почитувани колеги, дека овој закон не е добар и не треба да се поддржи, бидејќи не покажува никаква општествена одговорност или грижа за граѓаните, туку само за одредени личности во ово општество кои што профитираат на сметка на целиот народ на Република Македонија. Навистина се надевам дека утрото и за вас ќе биде помудро од ноќта. Ви благодарам.